По прележување на COVID-19, кај некои пациенти можат да останат трајни последици. Токму на оваа тема разговараме со доктор Славчо Тошев, кардиолог. Добре дојдовте во нашата емисија. Благодарам на поканата. Најпрвен за гледачите да објасните што представува COVID-19 постсиндромот. Пост-ковид синдром или лонг ковид синдром или перзистент ковид синдром, сите три термини се користат, представува присуство на симптоми карактеристични за COVID-19 после 2 месеца до 6-тиот месец од дијагностицирање на болеста. Кога можеби дели од факторите кои што се одговорни за болест и резултатите ќе се негативизираат, а пациентот се уште има тегоби. Така, како се манифестира овој и како се дијагностицира овој пост-ковид? Значи, кои се манифестациите? Испитувањето во Кина, бидејќи првите случаи некаде ноември-декември 2019 се случија, затоа се вика COVID-19, и во Италија, каде што најголем број на луѓе настрадаа и завршија во болница, покажаа дека од болнички лекуваните пациенти 40% помеѓу вториот и 6-тиот месец имат слабост и малаксалост. 30% до 35% имат болки во мускулите, имат болки во коските. Главоболка имат 20%. 20 до 25% имат стегање во градите и отежнато дишење. Опаѓање на косата, што ретко кој го спомнува, имат до 20% од луѓето после ковид од меѓу вториот и 6-тиот месец. Диареја или нередовна столица, односно пролив народски кажано, имат 10% од луѓето. Гледаме дека голем број, посебно тие што имале потешка клиничка форма и затоа завршиле во болница, посебно оние што биле на кисколодна подошка или преживеаните од респираторите, имаат долго време вакви симптоми. Како се дијагностицираат? Прво, симптомите пациентот сам ги кажува. Проблемот со оваа патологија и со пациентите кои што се пост-ковид пациенти представува што во овој случај, каде што нашиот систем здравствен е пренапрегнат, бидејќи голем број, посебно интернистички амбуланти работат како ковид центри, он треба за болки во градите да оди на кардиолог и на пулмолог. За болка во главата на невролог, за болки во стомакот на гастроентеролог, за болки во коските или на реуматолог или на ортопед. Во сегашни услови едноставно е неможно на еден пациент, а некој може да има и 2-3 тегоби, например, да има и стегање во градите и главоболка, и болки во рацете и во нозете, 3 специјалисти да посети е практично технички неизводливо да закаже, бидејќи редуцирани се и прегледите, тешко тоа може да се направи. Ваквите пациенти, а тегоби имаат, заради тоа представуваат личен, фамилијарен и социјален проблем. Затоа што тегобите се перзистентни, фамилијата им се жалат на луѓето во фамилијата и вршат притисок на здравствениот систем, бидејќи сепак се процентите ги кажав многобројни. Од таа причина во светот, посебно во Америка и во Германија, излезени се така наречени пост-ковид амбуланти. Пост-ковид амбулантите се карактеристични со тоа што во неа работат луѓе кои што имаат искуство со лекување на ковид пациентите и едноставно знаат што би можело да биде причина за овие симптоми. Во што се состои, да кажеме, дијагностиката во пост-ковид амбулантите? Прво треба да видиме дали инфекцијата е завршена. Дали се уште нема некоја опашка, ако поминале 2 месеци, се уште некоја на некој начин да не е долекувана болест. За таа цел се прават лабораториски анализи од типот на седиментација, лимфоцити, леукоцити со лимфоцити и С-реактивниот протеин. Ако овие маркери го пратат ковидот, посебно С-реактивниот протеин е покачен, лимфоцитите се намалени, зборува дека ковидот едноставно не е завршен. Второ, треба да се види присуството на ризик за постоење на тромботични компликации. Затоа се проверуваат дедимерите. Кај добар дел од пациентите и после вториот месец дедимерите не се до 500 во нормалниот опсег, него се повисоки. Па дел од нив примаат антикоагулантна терапија или клексана. Значи и тоа мора да се провери. И трето, што е најважно, треба да се проверат сите коморбидитети. Што значи тоа? Ако пациентот пред болеста, пред ковидот, бил диабетичар, треба да се провери шекерот. Ако бил срцеви проблеми, треба да се провери срцето.
И секој пат ковидот ја влошува состојбата и не е пациентот во онаква состојба како што бил пред ковидот. Што значи тоа? Ако имал дијабет, сега ќе се регулира шекерот со поголема доза на инсулин него што било претходно. Ако имал притисок, сега ќе треба повеќе апчиња да се регулира, да се користат да се регулира притисокот во одредено. Ако има бубрежно заболување, ќе треба да се испита и самото бубрежно. Ако има заболување на джигерот, ќе треба значи се прави батерија на тестови за да се видат во каква состојба се така наречени коморбидитетите. Ако има влошување на коморбидитетите, тогаш може да се консултира, но циљано само специјалист од таа област. Иначе за сето ова работата ја завршува еден доктор. Заради тоа, така наречените пост-ковид амбуланти, прво мораат да направат еден добар прашалник, каде пациентот треба да ги сите симптоми што ги има, едноставно опише и да споредиме дали такви симптоми он имали пред болеста, пред ковид заболувањето. И да компарираме дали се појачани во однос на тоа што било претходно. После тоа, што е многу важно, треба да се направи така наречена функционална класификација. Што значи функционална класификација? Колку со овие симптоми му се комплицира животот на пациентот и дали има потреба од туѓа помош. Тоа е многу битно. Функционална класификација се прави во 5 категории. Првата категорија или нулта категорија представува категорија каде што човекот може да ги извршува сите секојдневни работи и па и дел од работните задачи, ако ги има, без проблеми. Тоа е нулта. Единица представува функционална категорија каде што човекот има одредени симптоми, но ги завршува сите, но во текот на работата некакви симптоми има. Во функционална класификација 2, тој има одредени симптоми заради тоа што делумно ги одложува и за подолг временски период ги извршува, како се вика, обврските работни. Во функционална класификација 3 не може да ги заврши ситева, но нема потреба од туѓа помош. И во функционална класификација 4 не може да ги заврши работите и има потреба од туѓа помош. Например, не може сам да јаде, треба некој да го нарани, му се тресат рацете, нешто има болки, не може да функционира. Врз основа на тоа, докторот што работи таму, се консултира со фамилијата, па ќе рече за тој што е во 4-та функционална класификација, или нон-стоп ќе имате човек до него, или ќе го дадете во дом. Да тој што е 3-та треба нон-стоп да иде под контрола, затоа што не можете, затоа што проблемот со вакви пациенти, посебно ако се повозрасни, немоќе не ќе стане, ќе падне, па ќе скрши колка. И нешто друго ќе се искомплицира, пациентите, односно фамилијата, треба да биде на некој начин упозорена, односно да знае што може да ги очекува ако овие работи не се справат. Нултата и првата класификациона група може да функционираат без никакви проблеми. Втората повремен надзор, третата постојан надзор, четвртата туѓа помош. Во таа цел веќе и ординацијата доктор Мацура формира пост-ковид амбуланта, каде што може да им се прииде на пациентите од ваков аспект и едноставно да им помогнеме, да ги класифицираме, да одредиме функционална и да објасниме на пациентите и на фамилијата што се треба да се направи за да не се искомплицира состојбата. Оти кога ќе се случи компликацијата, веќе е касно. Така, кој е бенефитот од прегледите во ваквите амбуланти? Има два битни бенефита. Прво, пациентот не е лут. На едно место 90% од работата ќе ја заврши. Оти знаете што, ќе одите вие кај матичниот доктор и ќе рече ме боли коленото и ме боли ногата, болки во мускулите. Треба да одиш на ортопед или на реуматолог. Второ ќе рече ме стега во градите. Треба да одиш на пулмолог или на кардиолог. Трет ќе рече ме боли глава. Треба на невролог. Значи на едно место целиот дел од ове. Тој и од економски аспект е поиспатливо и од втора страна не го оптоварува здравствениот систем. Бидејќи тие почнуваат сега да лутаат. Ајде кај овај баре пријатели, врши работа, врши во система и на крај завршуваат во приватните каде што многу пари ќе им зене, на крај ќе му рече знаете што, па не е ништо страшно, од ковидот па ќе помине. Али од кој ќе направат компјутер, магнетна резонанца и сите тие испитувања кои што значително ќе ги оптоварат пред се материјално. Вториот бенефит е од целата ова работа, што едноставно имате работа, доаѓате кај луѓе кои што имат искуство со оваа работа и они однапред можат да ги предвидат компликациите. Посебно
со ова функционална класификација, која што возможува да му помогнеме и на пациентот, но и на фамилијата, како да бидат најдобро организирани, да не се случи компликации. Ако се случи компликација, он падне или се повреди, па скрши, веќе многу е полошо од она што било претходно. А ако се знае дека има туѓа нега и треба да има туѓа нега, веќе ќе се таа работа најде начин да се организира. Така. Како се лекува пост-COVID-19 синдромот? Пост-COVID-19 се лекува на два начина. Заборавив да спомнам дека постои и 20-30% и анксиозно, значи психички проблеми. Спиењето несоодветно, раздразливост и депресија. Па пациентите со таа категорија ќе бидат лекувани со средства за смирување. Пациентите со коморбидитетите, знаејќи им ја терапијата што претходно е примала, ќе биде на некој начин ново адаптирана за ново настанатите услови. Едноставно на некој начин појачана. Воглавно терапијата е симптоматска, ако има болки, ќе се на некој начин води рачун да се болките намалат, но при тоа секој пат мора да се води рачун и за останатите болести. Ако ја давате јаки средства за смирување на болки, па тие го надразнува желудникот. Па ако има проблем со желудникот, може да се влоши и таа работа. Затоа лекувањето на коморбидитетите е проблем каде што мора многу да се внимава и да таа работа мора да ја спроведе искусен лекар. Така. Обично зборуваме нели за повозрастните граѓани како ризична категорија и најчесто претпоставувам кај нив се случуваат овие последици од ковид. Што е со младите? Има ли последици? Како не, и младите имаат проблеми. Значи, малаксаноста и слабоста дури е доминантна и кај младите. Зошто? Млада жена со две деца, со обврски дома, едноставно вели, не можам да ги завршам сите обврски, заради тоа што се чувствувам малаксана, не можам да болки во рацете и во нозете, тие што се јавуваат и кај млади луѓе, гмешење во градите и тежина се јавуваат кај млади луѓе. Опаѓањето на коса, посебно кај жените, ако се јави проблем представува и психички проблем. Веднаш се чешлате и многу влакна опаѓа, што ми стана сега, вика, од каде тоа, бујна коса имав, а може и тоа да се случи од ковид синдром. Значи, ги зафаќаат и помладите, по старите повеќе, тие што имаат потешка форма на болест почесто, во проценти, тие што имаат полесна помалку, но никој не е имун. Секој може да има некој. За жал, некои имаат и неколку пост-ковид синдром заедно. Значи, он може да има и гмечење во градите и главоболка. Може да има гмечка и болки во целото тело. Така да мора тие, терапијата е воглавно симптоматска. И со класификацијата во функционалните групи, ние помагаме и фамилијата, и пациентот да се организираат за да ги спречиме компликациите. Кога треба да се обратат на лекар, да не мислат еве од ковидот ние ќе помине? Кој е вистинското време? Значи вака. Матичниот доктор и испитувања што се прават, практично се прават до постигнување на негативни PCR тестови. Кога ќе се добие, времето ќе помине и ќе бидат негативни тестови и ќе се докаже дека антитела некакви заради преживење од ковид има. Но што станува сега? Кај дел од пациентите присутни се симптомите. Штом ќе се појават симптомите, тие треба да се јават кај лекарот и ви реков прво да се исклучи инфламаторната компонента, дека не е пролонгиран ковид заради инфекцијата, да се исклучат со дедимерите дека не постои ризик од тромбоза и потоа да се контролираат коморбидитетите. Значи, после вториот месец, па и третиот месец, ако перзистираат симптомите, подолго од недела-две, треба да се јават на лекар. И за крај, професоре, дали може една порака до гледачите? Порака гледачите ќе биде единствена. Прво, вакцинацијата е во тек. Вака, така, некако вакцини и добивме. Плашете се од ковидот, не се плашете од вакцините. На 15.000 компликации од ковид доаѓа една компликација од вакцина. Значи, 15.000 луѓе треба да умрат во Македонија за еден да умре од вакцината. А ние кај нас околу 5.000 има починат. Сега. Така да, основно е во овој период, ако сакаме нешто, било што да направиме, вакцинацијата да биде што побрзо и поуспешно спроведена. Така, секако покрај вакцинација, додека нели не... Дур сето тоа, еве, јас сум вакциниран, бидејќи работам во ковид центар и меѓу првите, почнава средата, јас сум петокот. И имам и 350 антитела, ма сепак ја носам маска. Тоа ми беше Значи, зошто? Јас нема да се разболам, имам високо ниво на антитела, но можам да бидам преносител.
Се дури ние сите тука четворица што сме 5 души во просторијата, не сме сите вакцинирани. Едноставно има шанса да тој што не е вакциниран се зарази. До масовна имунизација, нели, колективен имунитет, значи да носиме маска, да одржуваме растојание и да не се групираме. И сега, кога ќе биде убаво времето, што повеќе надвор. Значи, вие ако сте вакцинирани, ако седите надвор, шансата да ги пренесете веќе е многу мала. Ви благодарам многу на разговор. Ви благодарам на поканата.